Кризата помеѓу западните земји и Кина, што на почетокот на пандемијата беше тивка, а сега станува се потранспарентна. Наметнува сериозни прашања за тоа како и сега, ма и посткризно ќе се развиваат односите помеѓу Западот и Истокот, во кои со децении лежеше едно лицемерно пријателство помеѓу длабоко спротивни идеологии и филозофии, за тоа што значи животот и кои се неговите клучни вредности во 21. век, кога фактот што светот и човештвото не умеат да се справат и да контролираат еден вирус, не ги спречи амбициите на режимите да ги контролираат своите граѓани. Во оваа емисија на Агенда 35 зборуваме токму за односите помеѓу Западот и Истокот во светлото на пандемијата. Имаме интересни гости. Останете со нас. Во Агенда 35 ќе гледате: се заострија односите помеѓу Европската унија и Кина, анализа на европските позиции и кинескиот одговор. Тензијата е секогаш погодна за пропаганда, како се движи напливот на лажни вести. Интервју со Маја Бјелош, од Белградскиот центар за безбедносни политики. Останете со нас. Европската унија, но и Соединетите американски држави отворија директен фронт со Кина, бидејќи до нејзина адреса одредени политичари упатија низ за обвинување во врска со точноста на информациите кои таа ги објавувала, а се поврзани со пандемијата со коронавирусот. Нападите во последните неколку недели се однесуваат на тоа дека Кина не го соопштила точното време на појава на вирусот во Вухан, криела бројки на заразени и починати, а давала и погрешни информации за сериозноста на болеста и лесната преносливост. За Кина исто така се појавија и обвинувања дека самиот вирус произлегол од лабораторијата во Вухан, каде што кинеските научници во несоодветни и нехигиенски услови се занимавале со микробиологија и вирусологија. Од тука се наметнуваат сериозни прашања за тоа како сега, не и подскризно, ќе се развиваат односите помеѓу Западот и Истокот. Оваа конфронтација, што на почетокот беше тивка и зад завеси, сега станува се потранспарентна. Агенцијата Анадолија информираше дека францускиот претседател Емануел Макрон веќе јавно го доведе во прашање справувањето на Кина со епидемијата на COVID-19, велики дека е наивно да се сугерира дека таа се справила добро со кризата. Макрон за Financial Times изјави дека не може да се направи споредба помеѓу земја каде што информациите течат слободно и луѓето може да ја критикуваат нивната власт и оние каде што вистината е потисната. Во насока на поголема транспарентност и германската канцеларка Ангела Меркел ја повика кинеската влада да ги расветли околностите на појавата на пандемијата на коронавирусот. Одговарајќи на барањето на Меркел, официјален Пекинг соопшти дека действувале транспарентно во борбата против коронавирусот. Кина секогаш на отворен, транспарентен и одговорен начин се залагала за јакнење на меѓународната соработка во областа на епидемиологијата, информираа кинеските власти. Според јавувањата на агенцијата Reuters пак, германското министерство за внатрешни работи соопштило дека кинески дипломати контактирале високи функционери во германската влада со намера да ги поттикнат да дадат позитивни оценки за постапките на Пекинг за време на пандемијата на коронавирусот. Германската влада е запознаена со поединечни контакти на кинески дипломати со цел да се поттикнат позитивни јавни изјави за постапките на Кина во врска со коронавирусот. Сојузната влада не ги исполни тие барања. Стои во писмото за кое новинската агенција Reuters вели дека го добила на увид. Главниот уредник на германски Билд, Јулиан Райхелд, напиша отворено писмо до кинескиот претседател Си Џинпинг како одговор на реакцијата што довесникот го пратила кинеската амбасада во Берлин, која била лута на пишувањето на коментарите на новинарите на Билд. Во писмото Райхелд го обвинува Џинпинг дека влада е преку надзор, односно ги следи сите граѓани, но одбива да ги следи заразените пазари во Кина. Главниот уредник на Билд, на кинескиот претседател, исто така му предочи дека Кина ги затвора медиумите кои критички се однесуваат кон власта, но не и штандовите каде се продава супа од лилјаци. Соединетите американски држави исто така реагираа во однос на транспарентноста на Кина во однос на бројката на заразени, па така подпредседателот Майкл Пенс истакна дека реалноста ќе беше подобра ако Кина известуваше како што треба. Американскиот државен секретар Майкл Помпео пак уште подиректен во обвинувањата. Тој смета дека Кина го крие вистинскиот обем на проблемот и намерно го забавува споделувањето на информации со јавноста, особено во неделите кога вирусот се појавил за прв пат. Помпео исто така побара Кина да овозможи меѓународна истрага, за да истражуваат дали вирусот случајно бил ослободен од лабораторија во кинескиот град Вухан. Кинеските власти не прифатија независна меѓународна истрага, тврдејќи дека таа е политички мотивирана. Кинескиот амбасадор во Велика Британија, Лиу Сиаоминг,
Критикуваше поедини американски и европски политичари, сметајќи дека ја стигматизирале Кина. Тој ги потенцираше мерките на Кина за справување со пандемијата, истакнувајќи го и транспарентното и отворено споделување на информации. Обида за стигматизација е политички вирус кој е штетен за човештвото и ја подкопува меѓународната соработка, напише во писмото Сиоминг. Официјален Пекинг повика на меѓународно единство против коронавирусот, односно дека е бескорисно да се расправа за предностите и маните на различните политички системи и ја истакна важноста на обединетоста во борбата против пандемијата. Продолжува ширењето на разни лажни вести и други форми на манипулации за коронавирусот. Ова е заклучокот на озборуваниот извештај за дезинформации поврзани со пандемијата, што деновиве го објави Европската Унија. Овој извештај уште пред да се објави предизвика големо внимание, откако New York Times откри дека ЕУ значително го омекнала вордингот околу критиките кон Кина, затоа што кинеските власти се заканиле со економски последици. Во него пишува дека и покрај сериозното влијание врз јавното здравство, официјални и државни извори, поддржани од разни влади, вклучително Русија и во помала мера Кина, продолжуваат обемно да го промовираат наративот на заговори и дезинформации кај јавноста во ЕУ и по широкото соседство. Според овој извештај, постојат докази за координиран притисок од официјални кинески извори да се отврли вината за избавнување на пандемијата токму во Кина, а да се објавуваат вести за испораки на билатерална помош за да се создаде впечаток дека Кина е поефикасна во борбата против пандемијата отколку ЕУ. Исто така се наведува дека кинеските власти и државните медиуми таму се обидуваат да спречат какво било спомнување на Вухан како место на потекло на COVID-19 со ограничување да не се објавуваат нови истражувања поврзани со овој вирус. Во извештајот се наведува и дека кинеските државни медиуми ги заобиколувале политичките правила за рекламирање на социјалните мрежи, така што објавувале пораки со кои се фалела Кина колку добро се справува со кризата, а се напаѓале САД и ЕУ. Според New York Times, првичниот извештај во кој новинарите имале увид бил напишан со многу поостар речник, сличен на реториката на американската администрација предводена од Доналд Трамп. Меѓутоа, официјален Брисел демантираше какво било одново пишување или одложување на објавувањето на извештајот под притисок од Кина. It's naive to think that since we are working with open sources and basically with information which is out there for everyone who wants to check, that by omitting or not saying something we will make it disappear or please someone. That's simply naive, that's absurd, excuse me. But again, I refute very strongly and decisively any notion that we bowed down to any kind of external pressure because the publication of the EAS are undergoing only through internal processes and their final version or the way how they look when they are published is determined by internal factors, not by external actors. And again, we are not bowing to any pressures. And again, who wants to see the facts and who wants to see the truth reads the latest report. And then if you want, compare with everything what we published before, the second report, the first report, and everything in between. I think there is huge consistency when it comes to stressing the threat posed by disinformation, naming the trends, illustrating the trends and underpinning the trends with examples from the public domain, and naming the actors involved in these efforts. Портпаролот на ЕУ Стано истакна дека тоа што виделе новинарите на New York Times всушност било интерен документ, а не извештај за објавување. Портпаролот на Кинеското министерство за надворешни работи пак отврли каква била поврзаност на Кина со ширење на лажни вести. Инаку, Кина е најголем извор на суровини за европскиот пазар, откаде што земјите од ЕУ увезуваат стоки во вредност од 362 милиарди евра, или по 1 милиарда евра дневно. Европските земји пак на кинескиот пазар продаваат производи во вредност од 198 милиарди евра, со што Кина е втор најголем извозен пазар. Токму овие факти се клучни во обидите да се омекнат односите меѓу ЕУ и Кина. Ms. Biel, thank you very much for your time, for being a part of our show. As I mentioned, now we're analyzing the situation and the relations between the West and the East in the light of the pandemic. Do you think that there is a danger of escalation of these relations? Currently, everybody are blaming China for maybe late response and the spread of virus. But China is actually trying to change this kind of narrative and trying to promote the narrative that the China, but also the Russia have stepped in where the United States and the EU have failed. So we are actually witnessing
the geopolitical power play and like both the West, the EU, but also the United States and China and Russia from the other side are trying to actually win our hearts and minds with their support and publicly to show to the nations in the Europe, but worldwide, that they are also providers of goods, medical supplies, equipment, trade personnel, that they are not only the cause of the problem, but they're also a humanitarian actor. And this will really shape the public's image. Because what we are really seeing in this crisis is actually the crisis of leadership, political leadership and global leadership. And you think it means both for the West and for the East in the same time, this deficit of leadership? I believe we are more witnessing the lack of leadership of the West. Particularly, we have seen that the US is slow in the response to the crisis. And US leadership is really much challenged by the Trump administration. So it's not the leadership we have seen in the response to the Ebola crisis or during the financial crisis. So this time is completely different. And this is why I believe the liberal order is quite challenged by the actions taken by the China. So we are in a way also seeing the crisis in EU leadership, because at first we have seen very silent and mild response from the EU, but now EU is trying to actually gain more geopolitical footprint and to primarily support the EU member states and to actually allocate big funds to respond not only to health crisis, but actually to the economy. Because we are now seeing a very big debate about, in some countries, but also it's visible in the US, whether should we save more lives or trying to actually contain the spread of the virus, or we should protect the economy. If EU has a potential to actually support and intervene in terms of providing a lot of funds to the EU countries, but also to those the member states, then the EU will be a relevant player in the role after the crisis ends. You've mentioned that big political centers are trying to win our hearts and minds. Do you think that this deficit of leadership, this empty space, can be used or misused with propaganda to spread fake news in this battle for public opinion? Yes, we're definitely, what we're witnessing is actually explosion of fake news, disinformation and misinformation. And I believe this very much influence the way the government also respond to the crisis, but the way also people behave. And it's really what we have seen as well, that it's not only the foreign-backed propaganda, it comes also from China and Russia. They actively using it to say that democracies or the Western countries or liberal is no longer functional. So they're trying to promote
different type of response to the pandemic. And in a way, after the crisis, we may see that people think that those countries who have authoritarian regimes are better in response to the crisis and this pandemic. And definitely, this kind of propaganda helps people to shape this kind of opinion. But I'm also optimistic that with all of this information and propaganda that we are seeing, that people are again starting to actually believe to the scientists, to the experts that provide accurate, objective information. So I'm also noticing the trend that professionalism is again in fashion. What the crisis have shown is that the populists and nationalists are not very good option to respond to the crisis because they can only make things worse. I believe that after the coronavirus pandemic, there will be maybe global awareness and global demand from millions of people to manage the crisis and rule differently. Because what we have seen is that worldwide, that many governments actually failed their citizens at the beginning. And citizens are still testing whether the governments can efficiently and effectively respond to the pandemic and maybe whether they will be able to respond to save the economy. So this is also on test. So whether we will turn to more democratic order or authoritarian one, it will really depend how leaders behave in the current situation. And where the public interest will be in the story. Thank you very much for your time and for this short interview. Со зборовите ова е време за единство, председателот на Европскиот парламент Давид Сасоли преку видеоврска се обрати кон челниците на Европската унија на почетокот на самитот кој се одржа минатата недела, на кој се дискутираше одговорот на ЕУ на пандемијата на COVID-19. Според него, Европа има единствен пазар и ако на овој пат не постои заедништво, нема да може повторно да се рестартираат економиите кои се блиску поврзани и кои во голема мерка се зависни едно од друго. Сасоли, забележувајќи дека пандемијата некои држави ги има зафатено потешко, истакна дека е време да се стават сопствените интереси на страна, а солидарноста, која е во центарот на европскиот проект, повторно да биде водечко начело. Инаку предупредувањето од председателот на Европскиот парламент доаѓа една недела откако парламентот усвои резолуција со која се повикува на широк пакет на економски мерки со кои би им се помогнало на европските економии соочени со кризата со COVID-19. Кога ќе се даде Хипократова заклетва, таа е за целиот живот, за време на ваква криза, не можев да останам дома и само да гледам. Мојата улога е да бидам тука, со моите колеги. Вели доктор Захарополу, која не е само член на Европскиот парламент, тука е и лекар. Таа се врати на својата професија со цел да им помогне на пациентите со коронавирус. 2 дена неделно таа работи во француска воена болница. И други лекари, психолози и фармацевти, кои се европратеници, исто така започнаа покрај времето за европската политика да одвојуваат време и за нивната медицинска професија, односно да им помагаат на своите колеги од здравствениот сектор. Со тоа што го прават овие европратеници, покрај другото се здобиваат и со искуство од прва рака за тоа што се случува со оваа здравствена и социјална криза, што како информација од корист за идните чекори на Европскиот парламент во борбата со пандемијата на COVID-19. Инаку во борбата со пандемијата Европскиот парламент одобри огромна поддршка за националните здравствени системи, како и медицинска опрема, заштитна облека и респиратор. Пред пандемијата на коронавирус, Европската унија беше важна туристичка дестинација за кинеските туристи, а и кинеските посетители беа значајни за туристичкиот сектор во многу држави членки на ЕУ.
Според последно објавените податоци на Статистичката агенција на Европската унија, во 2018 година хотелите и туристичките сместувања во ЕУ регистрирале скоро 22 милиони ноќевања на туристи од Кина, што е 7% повеќе отколку во 2017 година. Бројот на ноќевања на кинески туристи во ЕУ во 2018 година е скоро 5 пати поголем отколку пред 10 години. Ако се разгледа по држави членки, во 2018 година главни дестинации во рамки на Европската унија за кинеските туристи биле Италија, каде се регистрирани 5,3 милиони ноќевања, потоа Франција со 4 милиони ноќевања, Германија со 3 милиони ноќевања и Шпанија со 2,5 милиони ноќевања на кинески туристи. Инаку туризмот во ЕУ е еден од економските сектори кои се најтешко погодени од кризата со коронавирус. Една италијанска компанија од Бреша со своето иновативно решение им помага на болниците во борбата со коронавирус. Па така се започнало кога еден поранешен лекар ја контактирал иновативната компанија, која со 3D печатач произведува вентил. Лекарот споделил идеја за создавање маска за машина за дишење, вентилатор, која би се произведувала со модификување на маска за нуркање, лесно достапна на пазар. Според лекарот иноватор, предложеното решение можело да помогне околу проблемот директно поврзан со ширењето на COVID-19, односно недостатокот од болнички маски за машините за дишење кои се користат за интензивна нега. Идејата на лекарот иноватор била разгледана во иновативната италијанска компанија и почнало да се работи на решението. Дополнително била контактирана една од најголемите продажни компании за маски за нуркање, која исто така веднаш изразила желба да соработува. За кратко време бил создаден вентил испечатен на 3D печатач, кој гарантирал поврзување на маската за нуркање на машина за дишење, вентилатор. Прототипот како целина потоа бил тестиран во една болница и се покажало дека се функционира точно, пошто бил применет успешно и кај пациенти заразени со коронавирус. Целата иницијатива за создавање на маската за дишење е непрофитна. Иновативниот дизајн за вентилот е слободен и достапен за бесплатно користење, само доколку не се употребува за комерцијални цели. Иновацијата овозможи производство на илјадници маски во Италија и други држави во свет. Инаку, иновативноста на италијанската компанија во претходниот период е препознаена и од регионалниот фонд за развој на ЕУ, кој има доделено финансиски средства за бизнис иновативни активности.